На Филипче, преди се во вашите искази од првото поставено прашање до последното имавте неколку разлики. Еве на последниот пратеник, колегата Дејанчо, рековте дека сте биле апсолутно запознаени со состојбата на клиниката и немало поплаки. Меѓутоа, во вашето второ излагање, цитирам, рековте апсолутно не сум бил запознаен со состојбата на клиниката. Без разлика дали сте биле или не сте биле запознаени со состојбата на клиниката, министерот за здравство е должен да е запознаен. Должен. Моето прашање се поврзува со следното. Доколку линијата од раководители на сектори, до стручен колегиум, до директор, па понатаму до Министерство за форматирање на рамковниот договор, за вид на лекови, количина и број на пациенти кои што би се лекувале по истиот рамковен договор кој што вие го подпишавте во 2 наврати. Не е дошол преку раководителите на сектори и стручен колегиум, тогаш како дефиниравте која количина на медикаменти ќе има во раковниот договор, во која количина, во кои единици, во која форма, од каде ги црпевте тие информации? И бидејќи докторите не биле согласно закон вклучени во текот на настаните, за да ја имате таа листа, господине Филипче, дали вие лично како министер имавте притисок од одредена или одредени веледрогерии во оваа држава? Благодарам.